Гледате ново издание на Тренинг, добро вечер. И по Берлин големите надежи се претвараат во мали шанси. Две нови опомени. Албанија ги отвори преговорите со Европската Унија. Отрезнувачка е пораката од Германија. Додека во Европската Унија се решава едногласно, Македонија не може да започне преговори со Брисел без метнување на бугарите во уставот. И толку. Сега се разбиени последните илузии дека можеме да трасираме нова преговарачка траекторија без подвитка на кичма, како што милува да каже премиерот Мицковски. За одвлекување на вниманието, дипломатскиот дебакал во Берлин, домашната јавност неколку дена се занимаваше со забава за масовно апсење на цариници и полицајци. Копи-пейст политика од времето на Груевски и масовното приведување на вработени од патарините. Еве што ќе гледате во вечерашното издание на Трилинг со нашите соговорници. Речиси 1 милиарда евра се увлезени, односно потрошени на увоз на храна. И тоа е најголем дел од храната која што некогаш се произведувала во Република Македонија. Ние треба да се доведеме во ситуација да молиме од соседните држави или не знам од каде да увеземе храна за да ги прехраниме нашите сограѓани. Тоа е навистина на ниво на една катастрофа. Значи гаранцијата за секој, не само за етничката заедница, за било кој вработен во јавната администрација мора да се темели на стручност, на знаење и на квалитет. Етнички албанци во овој момент има меѓу 22 до 23% во јавната администрација. Дали мафијата ги контролира аграрните пазари? На која мафија мислите, не знам. Некоја мафија која што постои во државата? Вие што мислите? Видете, во моментов на пазарите се продаваат земјоделски производи кои што се помалку се продаваат од примарните земјоделски производители, а се повеќе се продаваат од трговците. Постојат ли реални опасности од можни тензии? Ја мислам дека тоа е еден политички популизам од страна на опозицијската партија ДОИ и повторно ќе се наврат. Зошто немаше тензии од 2001 до 2015 година? Кога крираме бизнисот, нормално го заштитивме името, го заштитивме исто така и логото со трейдмарк низ Европа, така да не би можел некој секако да го копира и да направи иста копија од истото. Така да идеја ни беше секој да отвориме 3 локации низ Малта, кои што ќе бидат доста достапни како локации за целото население. Во издание на Тренинг, министрите за јавна администрација Горан Минчев и министерот за земјоделство Цветан Трифуновски одговараат на речиси две актуелни политички прашања. Дали македонскиот пат кон Европската Унија ќе остане зациментиран се додека не се издействува или не се реализира промената на уставот и внесувањето на бугарите во преамбулата. Дали има потреба од испраќање на писмо до бриселските партнери по пораките на германската министерка за надворешни работи. Ова недела, како вие ги доживувате пораките од Берлин? Дали по ставот на германската министерка за надворешни работи дека прво уставни промени, па потоа деблокада на македонскиот пат кон ЕУ, сушно значи дека ставот на Мицковски, а и на вашата партија, знам, уставни измени со одложено дејство е всушност невозможна мисија. Видете, господине Чомовски, значи нема сила која што може да го натера македонскиот народ да каже дека постои од 45 година. Нема сила која што може да го натера македонскиот народ дека неговата историја е од бугарско минато или дека имаме заедничка историја со бугарите. Нема македонец кој што може да прифати дека Гоце Делчев е бугарин. Овој став кој што е креиран во владата и кој што апсолутно го поддржувам, сушност е еден вид гаранција за евентуалните уставни амандмани во нашиот пат кон Европската Унија, да потенцирам. Ние немаме друга алтернатива освен Европската Унија, но таму сакаме да влеземе како и сите други, со дигната глава, според копенхашките критериуми, базирани на европските начала за рамноправност, бидејќи досега Македонија во рамки на 30 години постоење, може и повеќе, направи доволен број на жртви. Сменивме име, сменивме знаме, сменивме устав. Има ли
ситуација и потреба да пишуваме писмо до ЕУ, кога нашите партнери европски ни порачуваат прво уставни промени, па потоа брза интеграција. Видете, Берлинскиот процес на кој што учествуваше премиерот со колегите министри кои што беа таму присутни, пренесува дека имаме позитивни сигнали. Како ќе се одвиваат текот на настаните, ќе видиме во наредниот период и тоа ќе информира сигурно лично и премиерот. Што има позитивно во овој дел кога ставот на Берлин е јасен? Самиот Берлински процес има своја тема на разговор и нормално на тој самит имаат одредено и дискусии кои што се водат и надвор од темите кои што се на разговор. Претпоставувам дека, како што кажав, наредниот период сигурно ќе имаме конкретен став од страна на владата, на премиерот за тоа што ќе се случува во наредниот период. Очекувате деблокада на македонскиот пат кон ЕУ? Секогаш сме оптимисти во патот кон Македонија, кон Европската унија. Нема да прифаќаме уцени од било кој наш сосед по секоја цена, да кажам дека немаме ништо против внесување на бугарскиот народ во уставот, но бараме одреден вид на гаранција, бидејќи тоа ќе биде последното барање кое што ќе биде врз база кој ќе биде на нашите соседи кон нашиот пат кон Европската унија. Од кого барате, господин Минчев, гаранции? Па јас мислам дека имаме можност и тоа го истакнуваме на сите средби кои што ги имаме со амбасадорите, дипломатските представништва во државата, исто така и на меѓународните средби, бараме гаранции од Европската унија. Имате ли план Б, ако ставот на Брисел, на Вашингтон е јасен? Прво уставни промени, па потоа отворање на поглавијата со Европската унија. Или ќе одите на вашиот став и владин став дека не прифаќаме уцени и диктат под бугарски да. Да, тоа е ставот на владата, значи не прифаќаме уцени под бугарски диктат. Зошто е, прашањето клучно е, зошто на Република Бугарија толку и смета ваква одложена примена на евентуална уставна измена? Дали е тоа нашиот сосед кој што навистина ни сака добро и ова ќе биде мотив плюс и за Република Бугарија да го турка процесот како наш сосед за влез во Европската унија на Република Македонија, или пак позадината е нешто друго. Но тоа ќе оставиме граѓаните да го проценат. По воениот конфликт и уставните амандмани, етничките права на албанците добија приоритет при составувањето на секоја влада во овие 2 децении во која најчесто партиципираше ДОИ. Во меѓувреме, за вработување по етнички клуч се користеше така наречениот балансер, што Уставниот суд го укина. Се најава нов закон за правична застапеност. Во наредните минути гостин во емисијата Горан Минчев, министр за јавна администрација. Господин Минчев, на стартот, кои се новите законски решенија околу законот за правична застапеност и вработување по етнички клуч? Кога ме прашувате дали подготвуваме закон, можам да кажам дека Министерството за јавна администрација не е во подготовка на нов закон. Најавените закони од страна на нашите коалициони партнери не би ги коментирал, затоа што не можам да коментирам нешто за кое што не ја имам прочитана содржината. Чекайте, внимавај, дали тука станува за паралелизам? Едно вие преферирате и предлагате како законски решенија, а други предлагаат нов закон, односно вашиот коалиционен партнер, коалицијата вреди за нов закон за правична застапеност. Не се дали се тоа одвоени процеси? Не се работи за паралелизам, јас само укажувам на можностите каде може да се регулира правичната застапеност. Значи може и во овие 2 закони, но може и со нов соодветен закон. Да потенцирам. Уставна категорија е правичната застапеност на етничките заедници. Во владината коалиција има капацитет да се отвори политички диалог, за кој што мора да се најде соодветно решение. Но мојот став, и ставот и на нашите коалициони партнери кои што доаѓаат од вреди, е со овие законски решенија да не се брза. Ако досега забележевте, ние имаме идентичен став во врска со содржината на овие закони, а тоа е да се отвори широка јавна дебата, да се вклучат експертите, да се вклучат надлежните
кои што можат да ги креираат овие закони, секако со помош на Министерството за јавна администрација и соодветните органи, да се заврши тој процес во Венецијанската комисија, но крајната цел е да имаме долгорочни, содржајни, стабилни закони, кои што повторно нема да бидат предмет на евентуални укинување на одредени одредби од новите или пак евентуалните нови закони. Дали со укинувањето на стекнатото право на државно работно место по буџетска плата да бидат примени етнички албанци, но и други заедници, всушност сега со оваа постапка за укинување на балансерот може да се создадат нови недоразбирања, особено на етничка линија. Морам да ве демантирам, значи не се укинати правата на етничките заедници и без овие одредби да конкурираат на евентуално новите јавни огласи кои што би биле во идниот период. И тоа ќе го аргументирам на следниот начин. Балансерот е производ или пак дигитална алатка која што е во примена од 2015 година. Балансерот беше производ како резултат на Охридскиот рамковен договор. Да, токму така, тоа сакав да го кажам, дека од 2001 година, кој што е правичната застапеност сушност дел од Охридскиот рамковен договор и е уставна категорија, до 2015 година имало етнички вработувања. Еве можно за вас новинарите да истражите кога биле во поголем процент етничките вработувања, ако конкретно збориме за етнички вработувања, дали во периодот од 2001 до 2015 или од 2015 до 2024 година. Но на крајот тоа не е битно. Ние збориме за реформа во јавната администрација, за правење на систем кој што ќе функционира, кој што ќе пружи услуга на граѓаните, квалитетна, таква каква што заслужуваат. Ако тргнеме од тоа начело и почитување на мерит системот, ние мора да создаваме долгорочна квалитетна јавна администрација. Тоа значи дека јавната администрација и вработувањата и огласите мора да бидат врз база на стручност, на знаење, на квалитет, на резултат и само така и на тој начин ние можеме да створиме добра јавна администрација. Кој ќе гарантира дека се спроведува мерит системот на начинот на компетентност, стручност, а не се злоупотребува, како и досега што имавме случаеви, со принципот на балансерот. Се менуваше етничката припадност, се менуваше националната. Да, јас повеќе пати досега укажав дека балансерот, кој што веќе како методологија укинат од страна на Уставниот суд, беше предмет на злоупотреба. Значи, ние имавме случаи каде што македонци се пишува албанци, албанци се кажува како македонци или пак припадници на другите етнички заедници како македонци и албанци. Ние како министерство од самиот почеток укажувавме на таа злоупотреба и сметавме дека и мојот личен став и ставот на министерството, но и ставот на поголемиот партнер во владата беше дека тој треба постепено во фази да биде како дигитална алатка укинат. Тоа го направи Уставниот суд. Гаранцијата за етничката припадност и нивното вработување во јавната администрација не може да биде ни еден орган. Јас тука тргнувам обратно, сосема од друг пристап. Значи, гаранцијата за секој, не само за етничката заедница, за било кој вработен во јавната администрација, мора да се темели на стручност, на знаење и на квалитет. И тука не треба да има никакви ограничувања кон никој. Можноста да конкурира секој за секое работно место е уставно право. И ние на оваа работа треба во иднина многу да внимаваме. Како вие ги доживувате и како ги коментирате во влада овие најави за можна дестабилизација, за граѓански немири по повлекувањето на решението со балансер? Постојат ли реални опасности од можни тензии? Ја мислам дека тој е еден политички популизам од страна на опозицијската партија ДОИ и повторно ќе се наврат. Зошто немаше тензија од 2001 до 2015 година? Постоеше ли тогаш балансер? Не. Но немавме ни етнички тензии. Видете, ова што го прави ДОИ, јас го велам или пак
една драматична пресконференција која што постојано го држи општеството во тензија дека нешто ќе се случи, дека ќе се протестира, дека ќе се наруши безбедноста на државата, го нарекувам со работен наслов Дуи против Дуи. Зошто го велам ова? Затоа што во националната стратегија која што е усвоена од минатата влада од 2002 за реформи во јавната администрација, која што е од 2023 до 2030 година, имаме ситуација каде што министрите, представниците од политичката партија ДУИ во рамки на минатата влада констатирале и се согласиле дека дигиталната алатка балансер се злоупотребува и дека треба да биде укината и дека треба да се пристапи кон ново решение на правичната застапеност на етничките заедници. Сега да се навратам. Кога Арбе Радеми, како тогашен пратеник, држи пресконференција, а позади него стои Крешник Бектеши, кој што беше министер во владата, во минатата влада, тогаш доаѓаме до ситуација дека едниот држи прес против одлуките на другиот. И затоа велам работен наслов Дуи против Дуи. Јас би им порачал во овој момент дека тие се легитимни представници кои што се застапени во парламентот, дека треба да се интегрираат во системот на реформи во јавна администрација, но повеќе внимание да посветат кон себе на реформи во својата партија, затоа што единствената реформа, додека 20 години беа на власт, беше реформа на зголемување на контата на своите приватни сметки и зголемување на стапката на криминалот во државата. Господин Минчев, по пописот, дали сега следува корекција на процентите, каде ќе се зголеми бројката на албанците, каде ќе се намали бројот на македонците или обратно? Ако добро ве разбрав, пописот, процентот на албанците не може да се коригира ако зборите за вработени во јавната администрација. Ги ми дозволите да кажам еден податок, да го изнесам во јавноста, тоа е врз база на извештајот кој што е последен, кој што е во рамки на Министерството за јавна администрација, извештај за припадност на етничките заедници во јавната администрација, со последен пресек од 2023 година декември, каде што точно се наведува дека етнички албанци во овој момент има меѓу 22 до 23% во јавната администрација, и останатите, сега да не ги редам, да не трошам од времето на емисијата, вкупно околу 5 до 7% од останатите етнички заедници, бошњаци, срби, турци, роми, власи, египјани и така натаму, што значи ние имаме еден заокружен концепт ако се држиме до бројките на пописот за присутност на етничките заедници во јавната администрација. Факт е дека подолг период во јавноста се зборува и такви се и оценките на меѓународните партнери дека имаме преобемна администрација. Дали треба да се крати? И неажурна, меѓу другото. Неефикасна администрација, партизирана администрација. Видете, ова што го говорите е факт. Јас досега многу пати јам кажано дека некои сакаат сега да искористат можноста дека нестручната и недобро обучената администрација е производ на етничката на вработувањата од припадници на етничките заедници. Но не е така. Мора да се земе во предвид дека ваквиот состав моментален на јавната администрација е производ на партиски вработувања, на ширење на еден непотизам, на нестручни вработувања, на многу грешки во институциите кои што се надлежни да го тестираат знаењето на ново вработените во јавната администрација. Тука пред се мислам на Агенцијата за администрација, во која што ревизорскиот извештај укажува на злоупотреба на тестовите кои што треба да бидат предмет на знаењето на сите вработени во јавната администрација. Министре, дали е до натрупаност или до нестручноста на кадрите? Дозволете ми да ви направам една споредба од 2016 до 2023 година. Ако добро се сеќавам, значи во 2016 година имало некаде околу 1290 институции, во 2023 како последен пресек некаде околу 1370 институции. Што значи 80 институции повеќе. Но кога ја земеме во предвид бројката на вработени во јавната администрација,
Во 2016 биле негде околу 130.000, во 2023 година во декември се некаде околу 129.000, што значи имаме 1000 вработени во јавната администрација помалку. Тоа значи дека тука е некаде балансот на вработени, освен зголемувањето на непродуктивни околу 80 јавни институции. Имате ли податок дека се уште има луѓе кои примаат плата во администрацијата, а не одат на работа? Можам да кажам за Министерството за јавна администрација, но од информациите кои што ги споделувам со колегите, мислам дека сите исто постапуваме исто. Еве еден податок во Министерството за јавна администрација. Луѓе кои што биле под договор на дело, мислам дека биле некаде околу 46, од кои што 30 доаѓале на работа, а 16 воопшто не знаат кои се. Што значи примале плата, а не доаѓале на работа. Може би ова прашање би било подобро да е насочено кон Министерството за политички систем, но ве уверувам дека интенцијата на оваа влада е да не се случува некој да не доаѓа на работа, а да зима плата. И тоа не е големиот, како да кажам, наратив на оваа влада, туку мора паралелно со овој процес да се одвива и процесот и на преедукација внатре во рамки на институциите, каде што имаме вработени, кои што во моментов доаѓаат на работно место, не ги исполнуваат своите работни задачи, а зимаат плата. И тоа прави дополнителен револт кај оние врз кои што е теретот на обврските во одредена институција. Што значи тие работат, зимаат плата, а овие другиве едноставно зимаат плата и не го даваат својот максимум во рамки на јавната администрација. Следите денес гостин во емисијата Горан Минчев, министар за јавна администрација, поранешен функционер на СДСМ, пратеник, близок соработник на Бранко Црвенковски. Бранко е крив, најчесто изговорена фраза во минатото. Дали Црвенковски е виновник, под наводници, за формирањето на партијата Знам и влетувањето на Максим Димитриевски во прегратки на Христијан Мицковски? Прво да ве демантирам, значи ниту Максим Димитриевски, ниту еден член, ниту пак јас, ниту некој дел од политичката партија Движење за Знам за наша Македонија е во прегратките на Христијан Мицковски. Ние имаме собствена автохтона политика која што е базирана на идеолошка матрица која што е изгубена во мојата поранешна партија, тоа е Социјалдемократскиот сојуз, и таа е базирана на два основни столба. А тоа се Илинден и Јасно, почитување на вредностите од тие два настани и достоинството на македонскиот народ и на македонската држава. Можам во овој момент да ви кажам дека господинот Црвенковски апсолутно нема никакво влијание, ниту пак улога во формирањето на Движењето Знам за наша Македонија, но тоа не значи дека не ја ценам неговата политичка идеологија, затоа што сметам дека Црвенковски е политичар кој што го надминува македонскиот рак и е во европски и светски. Дали политичката идеологија денес на Бранко Црвенковски, неговите размислувања се поблиски до СДСМ или до Знам? Тоа ќе мора да го прашате господинот Црвенковски. Не можам да кажам туѓо мислење. Горан Минчев, министар за јавна администрација, следите тренинг. Состојбите во земјоделството секогаш се во фокусот на вниманието на земјоделците, особено при распределбата на субвенциите и распределбата на средствата од ИПАРД фондовите. Во ова издание на Трилинг соговорник ќе биде Цветан Трифуновски, министар за земјоделство. Министре, добре дојдовте во емисијата. Благодарам на поканата, добро е најдов. Кога сме на релација Европска Унија Македонија, зошто се повеќе стануваме увозно зависна држава? Убаво прашање. Македонија важи за земјоделска држава. Јас во минатото имам постојано констатирано и апсолвирано теми од областта на земјоделството. Македонија ги има сите предуслови за квалитетно земјоделско производство, и квалитетно и квантитетно. Меѓутоа сите економски показатели, сите статистички показатели кои што ги следевме изминатиот период, Македонија нажалост го губи епитетот на земјоделска држава.
бидејќи сите показатели кажуваат дека еве за последната минатата година 2023 година речиси 1 милиарда евра се увлезени, односно потрошени на увоз на храна. И тоа е најголем дел од храната која што некогаш се произведувала во Република Македонија. Тука да бидам крајно искрен, не станува збор за продукти кои што ги немаме на нашиот пазар, него тоа се продукти кои што некогаш сме ги произведувале, денеска не ги произведуваме. И сега во она што се наоѓаме како држава, навистина до сега загрижува фактот што мораме да трошиме вакви национални средства за увоз на храна наместо да произведуваме. Причините кои се? Прстот го вперувам во погрешните, задоснати политики, немање инвестиции во водостопанството, затоа што знаете дека земјоделскиот сектор за да просперира една рурална средина, еден земјоделец, нормално треба да има и профит во делот на производството, да има услови за работа, да има механизација соодветна, да има системи за наводнување. И вака сега да скратам целата реченица, заради недостиг на конкретни мерки, задоснати мерки, заради тоа што немаше партнер од другата страна кој што ќе биде од страната на земјоделците, се доведовме да Македонија повеќе увезува тоа што произведува. Колкава е искористеноста на европските фондови за земјоделците? Ако мислите на парите од европските фондови, да, ИПАР средствата, значи до сега се искористени негде околу 33%, зборам за ИПАР 3 програмата. Сега сме у најава да веќе наредниот месец има уште една објава за мерката 7, каде што очекуваме реализација негде околу 45% од средствата кои што се на располагање. Меѓутоа, морам овдека да го нотирам фактот дека ситните земјоделци во Република Македонија, они малите земјоделски стопанства, тешко доаѓаат до овие европски средства, затоа што критериумите се превисоки, условите се преголеми, прегореме бирократијата и едноставно малите земјоделски стопанства повеќе се надеваат и очекуваат помош од државниот буџет и програмите кои што ги има Министерството, тоа е програмата за директни праќања, класично кажано субвенциите и програмата за рурален развој, кој што веќе ние од наредната година со буџетот кој што го припремаме, сериозно сакаме да им помогнеме на овие мали земјоделски стопанства, на индивидуалните земјоделци, да ги припремиме за да можат и они да бидат спремни да ги користат овие европски средства. Според одредени податоци, околу 75% од ИПАРТ 3 се неповратни средства. Дали доволно се искористени? Заради тоа што ако не се искористат и претпоставам средствата се враќаат. Се враќаат, точно. Јас кажав статистика од ИПАР 3 програмата, која што треба да заврши до 2027 година, процентот на неискористеност. Со ваквата тенденција и она што изминативе 3 месеци го направивме како реорганизација во платежната агенција, да го зајакнеме капацитетот и да нормално ги искористиме овие средства во максимален износ тоа што можеме. Затоа ги поделив средствата на ИПАР, средствата кои што ги користат поголемите субјекти во државата и помалите субјекти, тоа се земјоделските стопанства, индивидуалните земјоделци кои што тешко доаѓаат до овие средства и повеќе се со очекување да државата тука им помогне, како што и планираме веќе во наредниот период да имаме и повици од националните програми. Има ли злоупотреба на средствата од Европската унија? Па видете, таму имаше една истрага која што во минатиот период се водеше за злоупотреба на ИПАР средства, односно апликации кои што биле со сомнителен карактер. Знам дека Европската агенција за истраги веќе во минатиот имаше влезено во агенцијата за финансиска поддршка, се прават некои дополнителни испитувања и нормално сигурно ќе има разрешница. Индициите дека има злоупотреби во делот на исплатата на субвенциите, како од националните, така и во делот на ИПАР средствата. Зошто тогаш нашите надлежни институции не преземат истраги во овој дел ако има злоупотреби? Па јас колку што информирам, новиот директор на платежната агенција веќе има иницијатива за разоткривање на вакви злоупотреби. Тоа не значи дека ние стоиме со скрстени раце ни изминативе 3 месеци како во Министерството, така и во другите институции кои што имавме сериозни индици за злоупотреба, сега тие се проверуваат и нормално ќе има соодветни пријави, знаете. Аграрците главно се заинтересирани за календарот на исплатата на субвенциите во земјоделството. Имате ли анализа колку и на каков начин се обезбедува развој и модернизација на земјоделското производство? Видете, класичните субвенции, директните плаќања кои што се воведени уште во далечната 2007 година, ја придржуваат еден документ кој што се вели календар на субвенции, односно за секој земјоделски производ, за секоја земјоделска гранка е детектирано во кој период треба земјоделците да ги добијат овие субвенции за да бидат одредена компензација, стимул или дополнителна помош за да обстојат во земјоделското производство. Изминатиот период
тој календар не се почитуваше. Еве јас со моето доаѓање практично исплаќам субвенции од 2022 година, 2021, 2023 и со ребалансот тие средства што ги обезбедивме практично е да исплатиме тоа што некој претходно требал да исплати. Наша обврска е во наредниот период. Зошто претходно не биле вршени исплати на субвенциите? Па видете, затоа што повеќе се креирале популистички мерки кои што биле само на хартија убави за слушање, а во реалноста не биле спроведени. Еклататен пример, например, една од програмите изминативе години е проектирана сума како мерки во самата програма во изnos од негде над 9 милиарди денари. А реалната програма која што тежела, односно била обезбедена финансиска конструкција, била под 6 милиарди денари, што значи дека имаме повеќе од 3 милиарди денари кои што биле проектирани на хартија како мерки кои што требало да бидат исплатени, а не се исплатени. Исплатели така од година во година се трупале обврските кои што не се сервисирале тековно. И сега ние како нова влада, нова гарнитура правиме надчовечки напори во овие тешки времења со состојбата на буџетот. Приоритет се земјоделците, тоа го гледате и сами изминатиот период, секојдневно, односно секоја недела исплаќаме за останати субвенции кои што нормално ги чекаат земјоделците. Сметам дека погрешното проектирање, недомакинското работење не доведе денеска не исплаќаме субвенции од 21 година и затоа, навраќајќи се на првото прашање ваше, затоа ни паѓа и земјоделското производство. Покрај немањето инвестиции, програми и така натака, ние доаѓаме во ситуација да имаме празни села, намалено производство и по квантитет. Еве сега за 15 на дена ќе почне откупот на тутунот. Знаете, статистички сме имале некаде над 25-30 милиони килограми, минатата година едва 15 милиони килограми. Значи тоа е практично преполување народот. Заврши бербата на винското грозје, оваа година имаме негде околу 70 милиони килограми. Сме имале над 200 милиони килограми. Разбирате, тоа се сериозни падови кои што нас како држава покрај социјалниот ефект врз земјоделците кои што екзистираат од оваа гранка, имаме и негативен финансиски ефект врз нашиот национален буџет, затоа што сепак тоа од продажбата на тие земјоделски производи имавме девизен прилив кој што ја хранеа нашата економија. Пред 7 години имало 95.000 земјоделци кои конкурирале за субвенционирано производство, а лани тој број е намален за 65.000, една третина помалку. Да, од 95.000 На што се должи овој тренд на пат? Видете, како што кажав, комплексна е материјата, падот се првенствено се должи на тоа што немавме до сега рентабилност во земјоделското производство. Секој земјоделско стопанство, секој индивидуален земјоделец, на крајот од годината, на крајот сезоната која што го прибира својот род, сака математиката да излезе во плюс. Овој пат, изминативе години, секоја математика беше со минус. Вие знаете дека земјоделците протестираа, полиција бара дополнителни мерки и така натака и така натака. И таа негрижа од страна на државата кој што практично требаше да даде приоритет на земјоделците како категорија кој што се бројни во нашата држава, едноставно ги остави на страна. И затоа бројките паѓаат надоле. Вие земете во најголем дел од државата имаме системи за наводнување кои што се нефункционални. Ако секој земјоделец на крајот од годината треба да направи позитивен биланс во своите сметки, треба да има квалитетно и квантитетно производство. Ако немате вода како ресурс, вие не може да произведете доволна количина на земјоделски производ, кој што во математиката ќе ви биде дополнителен приход. Значи, такви некои елементи кои што се од суштинско значење, а се во фаза на нефункционалност, доведуваат до намалување на бројната состојба. Покрај тоа, изминативе години мораме да кажеме дека и развојот во руралните средини застана. Вие не е доволно само да обезбедите во едно село да имаме загарантиран откуп и добри откупни цени. Ние треба во тоа село да имаме и амбуланта, треба да има патна инфраструктура, треба да има квалитетна вода за пиење, ме разбирате, треба градинка, треба училишта да има, за да едноставно ги задржиме луѓето во руралните средини. Во изминативе години јас не сакам да бидам руралните средини се повеќе се празнат. Не, јас не сакам да ме сватите дека сега сум преполитички настроен према сегашната опозиција, само кажувам реалната состојба. Тоа се реалните ситуации. Затоа велиме дека селата се испразнуваат, односно се намалува бројната состојба на земјоделците на ниво на држава. Рековте ве од 95 на 65, тоа е едно кочани, ние го немаме како земјоделци во државата. Ако тенденцијата на светот во наредниот период
е да се обезбедува квалитетна и доволна количина на здрава храна. И практично вчера беше светскиот ден на храната. Ние како држава која што ги имаме трите основни најдобри услови за квалитетно производство, тоа е квалитетна почва, доволно сончеви денови во годината и вода како ресурс кој што нажалост не се менаџира како што треба. Ние треба да се доведеме во ситуација да молиме од соседните држави или не знам од каде да увеземе храна за да ги прехраниме нашите сограѓани. Тоа е навистина на ниво на една катастрофа. За мене како министер некој изминативе 7-8 години да дозволи да молиме за увоз на пченица од соседна Србија, а нашите полиња да останат необработени е на ниво на катастрофа. И затоа ние сега во овој брз период од 100 дена влада работиме на санација на некои од тие штети кои што сме ги наследиле и веќе работиме на сериозен план како да стартуваме 2025 година подготвени со сериозни мерки, проекти, програми кои што заедно изминативе месеци и веќе до крајот на годината ги работиме со земјоделските здруженија. Министерството, владата е партнерот на земјоделците и сите чинители во земјоделскиот сектор. Пред речиси секој откуп сте под притисок кај производителите за раст на цените. Како се обезбедува поврзаноста меѓу производителите и преработувачите? Видете, Министерството како институција треба да биде медијатор помеѓу двете категории, односно од една страна се земјоделските производители, од друга страна се трговците, преработувачите, фабриките кои што го преработуваат земјоделскиот производ и Министерството како медијатор треба да посредува во тој процес. Успех ќе биде за мене како министер, кога тој процес ќе го договарат самите земјоделци помеѓу нив. Во овие тешки услови, кога сега имаме практично недоверба од едната и од другата страна, неминовно е ние како министерство да се вклучиме и да учествуваме како медијатори на целиот процес во делот на договарање и утврдување производна цена нормално и преку земјоделскиот инспекторат да следиме откуп на самиот процес за да нема заобиколување на правилата кои што во моментов постојат. Да, сметам дека треба да има одредени редефинирање на законските и подзаконските акти за да го допрецизираме процесот на производство, односно откуп на земјоделски производ, што ќе значи и навремена исплата и цени кои што треба да бидат согласно економските правила. Може ли да гарантирате дека од сега па натаму ќе има навремена исплата на субвенциите? Видете, тоа е наша обврска. Едно е обврска, дали може да... Да, ма нема тука што да се гарантира. Обврската значи дека мора да се почитува. Затоа на почетокот кажав, имаме календар на субвенции кој што треба да се почитува. Жалам што наследуваме огромна финансиска дупка во буџетот на Министерството, каде што сега ние со надчовечки напори мораме да вратиме ситуацијата во една позитивна нула. Знаете тоа колку е тешко да имате долгови кои што претходно некој требал да ги сервисира. Меѓутоа, ние сме убедени, нашиот план е сериозен. Премиерот дава приоритет на земјоделството затоа што кажав, тоа е наша битна економска гранка во државата. После секоја исплата на субвенциите, како по правило, расте купувањето на станови. И да вулгаризирам, сепак како да се обезбеди реинвестирање во механизација на или преработувачки капацитети. Видете, ако мислите на делот на исплатата на субвенции дека се врши набавка на други материјали, а не за земјоделска намена, мислам дека тука треба да има одредена корекција за тие средства да се наменат во земјоделски цели. Меѓутоа, кај го гледам проблемот досега, проблемот го гледам во тоа што немало доволна контрола кој се зима за субвенции во државата. Значи, знаете дека оние два случаи кои што јас ги објавив како министер, кои што претходно ги имав како индиции, видовме и бевме сведоци дека одредени фирми зимале субвенции од државниот буџет, а воопшто не произведувале храна. Имаме делови на државата каде што во изминатиот период не се контролира бројната состојба ниту на пчелни семејства, ниту на бројот на овци, крави и така натака. Каде завршувале средствата? Па еве, од овие два случаи гледаме дека завршувале во приватните сметки на одредени лица кои што постоеле во нашата држава, а не кај вистинските земјоделци. Ако вистинскиот земјоделец кој што ги добива субвенциите, верувајте дека тој ги искористува за земјоделска намена. Не ги искористува за купување станови или за некаков луксус. Може би купуваат тие кои што не обработуваат и не живеат од земјоделска дејност, а од одредена причина веќе користат субвенции кои што ги добиле по некој неоснован, односно неправилен процес. Дали мафијата ги контролира аграрните пазари? На која мафија мислите, не знам. Некоја мафија која што постои во државата? Вие што мислите? Видете, во моментов на пазарите се продаваат земјоделски производи кои што се помалку се продаваат од примарните земјоделски производители, а се повеќе се продаваат од трговците.
таа мафија која што спомнувате комисијата, но онаа мафија во Струмичкиот дел која што е најизразена, која што некогаш популарно се нарекува и зелена мафија, тука морам да потенцирам дека сите во процесот на откуп не се луѓе кои што ги злоупотребуваат правилата, таму има и честни играчи, да не ми се налути публиката која што ќе ме слуша, меѓутоа има категорија на откупувачи кои што можете да ги наречете така организирана група која што работи на штета на трудот на македонскиот земјоделец. Тоа значи дека откупуваат поевтино, односно многу под производната цена, а продаваат надвор од границите многу поскапо. И онаа разлика од намалена откупна цена, односно нерентабилна до продажна, таа разлика огромна која што се јавува останува во нивните приватни џебови, и затоа тие гледаме дека секоја година завршуваат со некаква реинвестирана добивка во некакви луксузи кои што ги имаат, и затоа реков уште во текот на дискусијата дека планираме одредени редефинирање на правилата кој се може да биде откупувач, кои правила треба да се испочитуваат за да биде заштитен трудот на земјоделецот. Мојата обврска е да ја заштитам категоријата земјоделец во Македонија. Знаете, сега ако прашате некој земјоделец да ви каже дека е земјоделец, тој ќе ви го каже со потиштеност, со срам, со нелагодност, затоа што секој во државата го доживува како некоја социјална категорија. За мене како министер успех е биде и работиме на тоа, не јас како министер, него целата влада, да категоријата земјоделец се кажува со епитет. Покрај повозрастните, тука сакаме да ги убедиме и помладите генерации кои што треба да се занимаваат со оваа благородна професија. Производството на храна е многу битно во наредниот период. И затоа ние, повторувам, со нашите мерки, проекти, индиции кои што, односно интенции кои што сакаме да ги спроведеме, да го зголемиме овој број кој што е намален од 95 на 65, во таа категорија да внесеме и нови, односно помлада генерација на производители, кој што ќе значи обновување на процесот на земјоделско производство. До кога ќе бидеме увозно зависна држава од храна? Видете, ние не можеме за 100 дена да направиме од увозно зависна да направиме Македонија да биде неувозно зависна. Меѓутоа, тој процес можеби ќе биде со одреден временски период. Она што ние како ќе земам само еден пример што работиме како влада. Донесовме интервентна мерка за дополнителни 3 денари за килограм предадена пченица. Таа мерка е донесена се со цел да им помогнеме на земјоделците, сега бидејќи сме на прагот на есенската сеидба, да ги зголемиме површините под пшеница. Тоа ќе значи поголем квантитет. Паралелно работиме на контролата на семенскиот материјал кој што се продава во државата за да биде согласно правилата, да нема злоупотреби. Работиме на контролата на вештачките ѓубрива и работиме на мерки кои што ќе ги имплементираме веќе од 25-та година, а крајната цел ќе биде зголемена површина под оваа најбитна стратешка култура, односно ќе имаме зголемено производство на пшеница. Така го враќаме квантитетот кој што од друга страна ќе го намали увозот кој што треба да се случи. Работиме веќе, како што знаете, и на откуп за стоковите резерви на нашата домашна пшеница, да не се увезува од странство и да се плаќа премногу скапо. Дополнително веќе се размислува и како да се измени моделот на набавка за стоковите резерви, да го прави државата на многу полеснени процедури. Тоа се активности кои што во наредниот период, веќе од наредната година, ќе се осеќаат дека Македонија го зголемува квантитетот на сопственото производство, нормално квалитетот треба да биде задржен, а од друга страна ќе значи намален увоз на храна. Овдека морам да потенцирам и сакам да поентирам дека ние и Агенцијата за храна и Инспекторатот за земјоделство веќе правиме засилени контроли на граничните премини што се влегува во Македонија. Изминатиот период мислам дека повеќе од сигурен сум дека во Македонија влегуваше небезбедна храна и нашите сограѓани јадеа небезбедна храна. Затоа домашното производство го зголемуваме, имаме квалитетен земјоделски производ, контролираме што влегува во Македонија за да ги заштитиме нашите сограѓани да не јадат квалитетна храна, неквалитетна храна, а од друга страна го штитиме целиот земјоделски процес. Значи тоа е една комплексна активност која што се води на повеќе сфери за да има ефект зголемување на нашето домашно производство. Благодарам за издвоеното време и гостувањето. Благодарам и на вам. Следете разговор со министерот за земјоделство Цветан Трипуновски. Кратка пауза и продолжуваме понатаму. Следите Тривинка, вечерашниот соговорник е млад предприемач кој речиси пред 10 години се иселил на Малта. За таму со своето семејство за да започне свој собствен фамилиарен бизнис под брендот Mama's Sugar. Добре дојде за Ален Осман. Благодарам на поканата. Од каде идејата првично да одлучите да се преселите на Малта
и да стартувате со собствен бизнис, ланец на сладкарници под брендот Mama Sugar. Така, тоа е интересно прашање. Па сето, јас више од 9, скоро 10 години живеам на Малта, значи од 2016 година. Отидов на Малта чисто за да да видам нешто различно и на одмор. Меѓутоа на крај најдов работа и останав таму. Иначе професија сум кувар, значи имам завршен средно учителско и факултет за туризам и бизнес логистика што е во Скопје. Така да низ годините работев на доста места во ресторани кои што и франшизи надвор државата, интернационална како Вагамама во последните пред да го отвориме нашиот бизнис, така да више бев во бизнисот, во угостителството да кажам, на тие менаџерски позиции кои што ги водев рестораните и точно пред скоро 3 години, сега во ноември 3 години ќе биде, дојдовме до идеја со фамилијата да креираме нешто различно за Малта, кој што го нема таму и кој што нормално за локалците ќе биде привлечно да го пробаат. На Малта има отворено исто така и прв ресторан од страна на македонски граѓани. Дали вие сте од македонци? Дали вие сте првата сладкарница каде собственици се всушност македонски граѓани? Да, точно. Ние сме првата сладкарница која што е отворена, има и ресторан кој што се вика Гурмет, кој што специализира во македонска храна нормално. Филип и Кирил кој што го поседува, така да, они се први во делот на како ресторан, ние во делот на како сладкарница, први отворени. Зошто токму Малта? Дали тоа значи дека изборот во Малта да се стартува, на Малта да се стартува со собствен бизнис, всушност е процедурата за создавање свој и да се промовира свој предприемачки дух е поедноставна процедурата? Па видите, да, Малта е земја која што во однос на климата многу луѓе одбираат бидејќи нема зима. Некои си минимални температури кои што достигнуваат од делот на октомври па во делот на март во тие месеци е 15 степени, така да многу луѓе одбираат Малта бидејќи е земја која што нема зима, нема снег, никош не врнало снег на Малта како така. Меѓутоа да, многу полесно да се направи нешто со македонски пасош, бидејќи јас сум со македонски пасош, да креираш нешто во странство, многу полесно е во однос на другите земји, во однос и на работна дозвола да се добие како индивидуа како би се вработиле или пак за да се отвори исто така бизнис е многу поедноставно него во однос на другите држави, па затоа мислам дека може да Малта е земја кај што луѓето ја гледаат како земја кај што може многу полесно со македонски пасош да се направи нешто. До сега имате 3 сладкарници под брендот Mama Sugar. Пред почетокот ми споменавте дека планирате да го ширите бизнисот. Во која насока? Да, више имаме 3 сладкарници, више имаме и 4-та локација која што ќе биде не под името на Mama Sugar, ќе се вика Mama's Burgers, така да ќе креираме еден вид на хамбургери кои што се различни од тоа што нели Малта го нуди во однос на тој дел. Имаме уште еден проект кој што би требало да се надевам ќе во 2026 година. Тоа би требало да биде ресторан кој што ќе биде отворен во соработка со Малта фондација, која што е креирана од Мариела Сколеро. Таа е бивша претседателка на Малта, бидејќи доста проекти работиме со неја во однос на лица со посебни потреби, вработувања, доста активности кои што ја поддржуваат нивната фондација, така да ќе биде можда и место и ресторан каде што ќе биде тотално опериран со лица со посебни потреби. Каде што големиот дел средствата нормално ќе дел за трошоци, меѓутоа и дел за поддршка на оваа фондација која што е водена од бившата претседателка на Малта Марија Сколеро. Колкав тим работи со семејството? Па моментално сме 20 луѓе, од кои што 17 луѓе, од кои што 4 се fully operated, да кажам, во кујна, а останатите се во локалите. Имаме 3 вработени исто така со посебни потреби во сите различни локали, каде што се дел од проектот кој што го работиме со
бившата претседателка со фондацијата, така да во тотал со се мене 20 луѓе се. Торти и други видови сладки карактеристични за балканската и македонската кујна, но и тостови какви што никој на Малта претходно не видел. Зарем граѓаните на Малта не слушнали, не пробале до сега тост? Не, немаат пробано. Баш беше интересно кога почнавме да ги правиме тостовите, бидејќи тие се научени на тост кој што е од обично лепче направено, значи во многу помала форма нормално. И кога почнавме да ги правиме тостовите, им кажував дека нели ова е 20 см лепче, исполнето со шунка, со кашко, во зависност од како ќе го одберат. И сите мислат дека е добро тост, колку може да биде голем. Меѓутоа, кога почнавме да им ги даваме на првите луѓе на масите, се чуда како, ма не очекуваме во кав тост. Викам, јас ви кажав дека е доста голем, дека е различен од другите места, така да фидбекот за него е доста добар, доста локалци плюс нормални наши балканци кои што доаѓаат да ги пробуваат, баш имаме супер фидбек за истото. Кои се најчестите посетители на Mama's Sugar? Па Клиенти. Со оглед на тоа дека ние го лоциравме името на самиот бренд, така луѓето да кажуваат, ја не се класифицирам дека имам бренд, така зборат луѓето дека бренд и локален бренд на Малта. Во глобала се доста локалци. Многу беше тешко на почетокот да ги научиме на тие наши сладки, како такви. Меѓутоа, во првите година не беше воопшто лесно, сега моментално од делот, например, што е трилече, тие го јаделе негде трилечето, меѓутоа, кога им го објасниш, нели, како се прави, со што е, добивме како негативен фидбек, меѓутоа сега иде во топ 3 продукти кои што луѓето го конзумираат и го нарачуваат. Така да, локалци, наши луѓе, Малта е земја која што има доста различни националности, буквално миксот, мислам, посетителите на нашите сладкарници е миксот од сегде. Али во глобала мислам дека е највише се локалци. Малта станува примамлива дестинација, особено последниве неколку години и за македонските граѓани, по она што можев да прочитам одредени анализи, многу, особено во последен период е зголем бројот на граѓани од Македонија кои заминале да живеат па и да работат на Малта. Што е она што е примамливо за нашите граѓани па што се одлучуваат да заминат на Малта? Така, па пред се мислам дека во однос на другите земји, мислам дека со македонски пасош да се добие работна дозвола за работа и за престој е доста многу поедноставно. Второ нешто, системот на функционирање можеби на државата во однос на образованието, исто така, кој што доста луѓе кои што се решиле, нели, имаат и фамилија, кои што живеат више таму, доста имаат многу добар коментар дека образованието доста добро функционира и системот нивен. Медицината, значи исто така можеме сосвен поглед да кажам дека доста добро функционира исто така да мислам дека едноставноста да се одите, да се извади работна дозвола за некои, не знам, 4 месеци, некој си процес од аплицирање на самата иста работна дозвола, мислам дека луѓето наѓаат многу полесно во однос на другите земји из Европа. Ален Осман, македонски предприемач кој живее и работи на Малта со своето семејство, пред да влеземе во студиото ми спомнавте дека вашиот татко повеќе не може да издржи па се враќа во Македонија. Останувате вие, мајката и братот со бизнисот? Да, точно. Ние тројца, така да продолжуваме мисијата која што започнавме пред 3 години заедно. Дали можеби сте размислувале да го проширите бизнисот и на македонскиот пазар? Па да, имаме барање од некои, да кажам, бизнисмени кои што више работат во гостителството, кои што би сакале да отворат како да откупат како франшиза, така да кажам. Више имаме и некои понуди од надвор од Малта и од други земји кои што би сакале исто да го направат. Доста луѓето веруваат во концептот наш, веруваат во продуктите. Со оглед на тоа дека се е тоа свежо направено, секој сабаре се носат по локалите сите свежи продукти од еклиле до трилече до баклава и слично, така да мислам дека се надевам дека и во Скопје ќе имаат наскоро. Претпоставам дека сте љубител на сладките.
Што преферирате најмногу да... Највише го преферирам еклерот. Имаме огромен фидбек за него, исто така од многуете познати личности кои што се локално, исто така надвор лица кои што доаѓаат, да ги наречам инфлуенсери кои што доаѓаат и специализираат во, да речам, храна места кои што го тегираат. На многу доста места сме тагирани дека го имаме најдобриот еклер, како таков. Кој што во Скопје се прави можда во вид на подолго, ние го правиме округлесто, самиот крем е сосема различен, така да имаме многу добар фидбек исто така за него, така тоа ми е мене омилено, да кажам, од сите продукти што ги имаме. При крајот од овој разговор, Ален, кога ќе се направи споредба со македонските сладки, што најмногу би може да привлечете од тука за да им го понудите како на своите гости на Малта? Од благо. Од благо. Како топ продукт збориме или? Да. Да. Па мислам дека дефинитивно ќе биде трилечето. И еклерот, тоа се две некои кои што тука варираат, и бајадера, при многу локалци не може да изразат, да ја каже како бајадера, па ја вика баџадера, па кој како случајно баш тоа доаѓа смешно, буквално кога не може да го изговорат, меѓутоа да, трилечето, еклерот, бајадерата како продукти се како топ 3 да кажам. Споменавте дека има интерес за откупување или проширување околу добивката на франшизата? Да. Зашто станува збор поточно? Кога креираме бизнисот, нормално го заштитивме името, го заштитивме исто така и логото со трейдмарк низ Европа, така да не би можел некој секако да го копира да направи иста копија од истото. Така да идеја ни беше секојаш да отвориме 3 локации низ Малта, кои што ќе бидат доста достапни како локации за целото население. Така да во моментов имаме доста луѓе кои што доаѓаат, кои што прашуваат, па дали ова е франшиза, во однос на тоа како може ние како компанија работиме и во однос на маркетинг и како сето тоа функционира. Препоставувам и нели нормално фидбекот од луѓето кои што ги конзумираат продуктите. Мислам дека за 3 години доста пораснавме како компанија и мислам дека со план сме да имаме моментално дори за Мексико имаме некоја понуда кој што локалец би сакал да отвори во Мексико, во Канкун. Имаме некој дечко исто од Француска ривиера што сака исто така да отвори, во комуникација сме. Исто во Холандија имаме македонка кој што беше случајно, не знаеше дека сме македонци, кој што ја поседуваме сладкарницата по препорака на некој си колега од работа од Холандија. Така да и она е заинтересирана во Холандија исто така да се отвори нешто, бидејќи нема како сладкарница. Така да сме во комуникација, бидејќи меѓутоа оваа година беше доста турбулентна во однос на експанзија и све, така да можеби во 2025 би отворила негде надвор од Малта. Колкав е годишниот обрт на ланец со сладкарници на Мама Шугар? Како сума или? Како сума? Како сума. Па скоро 1 милион евро. Тоа е доволно за безпрекорно функционирање и да бидете задоволни? Да. Јас сум човек кој што сум многу скромен, пред се секогаш ми е многу битен фидбекот од луѓето кои што ги конзумираат. Многу сум среќен кога добивам и позитивни коментари, постови од сегде кои што луѓето не тагираат и кажуваат дека тоа е најдобар еклер, тоа е најдобра баклава или не знам, најдобар трилече, најдобри палачинки, што и да е кој да е продукт кој што го работиме. Така да доста е задоволувачки за нашата фамилијата да имаме некој нормален живот и да функционираме на Малта. Благодарам за издвоеното време и гостувањето во емисијата Трилинг. Ви благодарам и на вас. Следевте разговор и гостување всушност на Ален Осман, собственик на ланец со сладкарници на Малта, поточно под името и брендот Mama's Sugar. Тоа беше се за вечерашното издание на Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време. 20 часот и 45 минути, а во меѓувреме може да не читате на triling.mk.